Здраво на сите, исто друштво, ист амбиент и време за новата епизода на Се кладиме заедно со мене Зоран Мишевски, Евротип спортски облажувалници. Зоки, како си? Здраво, Маријан, само билтенот е нов, друго се е исто, локацијата. Атмосферата е супер, веќе надворе е студено, тука е затоплено, има супер атмосфера. Морам да кажам пред да започнеме со дискусијата, со типувањето и предизвикот за оваа недела кој што го имаме, дека веќе осмата етапа на нашата наградна игра 11 евро шанси за 100.000 денари заврши. Добитникот е во Прилеп, Рубин, поздрав. Пријателе мои, со здравје си ги трошиш парите и оваа недела, оваа етапа, 9-та етапа и ви остануваат, значи 9-та и плюс уште 2 етапи, значи вкупно 3 до крајот на нашата наградна игра. Битола Прилеп некако редовно. Битола Прилеп постојано се јадат, да. И постојано има борба помеѓу двата града и во моментот, не знам, можеби кога ќе излезе емисијата, значи додека се измонтира и да биде надминет невисокиот коефициент, но во моментот на прво и на второ место пак Прилеп. Нема, во Прилеп мајмун не игра. Познат и како фудбалски град, така да луѓето сакаат фудбал. Не е никакво изненадување што типуваат што добиваат. Смислувајте добри тикети, направете добра комбинација, уплаќајте ги преку вашите Евротип клуб картички и играјте уште малку за нашата игра, како што напоменав, 11 евро шанси за 100.000 денари. Но морам да кажам и имаме нешто ново. Од 11 овој месец декември стартува нова наградна игра. Значи овој шалот не е случајно. Можеби погодувате, се работи за Европското првенство во ракомет и Македонија оди напред. Да. Наградната игра многу малку ќе ви откријам, во текот на следната недела очекувајте многу детали и смислувајте добри варијанти како да ја добиете наградната игра. Се има, значи, 3 пакети, се доделуваат по 2 карти, пакетот што содржи по 2 карти, патување во Австрија и пратење на цела група каде што игра Македонија. Патување, смештај и пакетот има 30.000 денари, значи џепарас дори сте таму. Така, ова е многу кратко инфо за новата наградна игра, која ќе трае од 11 до 30 до крајот до 30 декември, до 31 како иде до крајот на годината и потоа ќе видиме кој ќе патува и кој ќе гледа Македонија и кој ќе навива за Македонија. Супер. Идеален новогодишен подарок. Јас би сакал да го добијам, да. Селекторот пред некој ден го објави списокот, Македонија е со најсилниот состав. Фалангата ќе биде таму. Виена не е премногу далеку, имаме многу луѓе кои што таму живеат и работат. Мислам дека покрај Австрија дека ќе имаме најголема поддршка во групата. И ние како Евротип спортски облажувалници ќе пуштиме и наши навивачи. Се надеваме дека и ние двајца да може да одиме. Да, сигурно. Ај ќе типуваме од ракометното првенство. Ајде, кажи ми како помина неделата, што ти остави впечаток и покрај тоа што не беше бурна недела. Да, мирна недела беше, по некое воредно коло. Англичаните играат во декември многу силен ритам, сега ќе дојде нивниот католички божик, популарниот Boxing Day, ќе имаат 4 кола во 10 дена. Луде нивниот ритам, дури размислуваат да го прекинат. Значи да имаат една пауза од 7 дена помеѓу новогодишните божикните и новогодишните празници. Ливерпул деновиве патува за Доха, каде што ќе представува Европа на мондијалот за клубови и ќе се обиде да освои и светската титула, само неколку месеци откако ја освои европската. А и да не забораваме дека фудбал уште овој викенд ќе се игра кај нас, бидејќи во Македонија завршува есенскиот дел од шампионатот. Познато е дека е Вардар есенски првак, но Вардар игра против Шкендија во последното коло, а тоа е секогаш дерби и 8 бода разлика помеѓу двете екипи може да се намалат и да се зголемат, значи внимавајте и на македонското дерби овој викенд помеѓу Вардар и Шкендија. Некој второлигашите завршија, Беласица е есенски првак во источната, Пелистер во западната група, па нека заврши вака и напролет, нека бидат прволигаши. Јасно. Хајде да го направиме нашиот тикет. Јас извадив неколку такмици. Првата, ајде едно кратко размислување од твоја страна, Вердер Бремен, Падерборн. Пак ќе изберем од најсилните лиги, оние национални првенства кои што луѓето најмногу ги гледаат. Вердер Падерборн ми се чини дека Вердер годинава е зрел за врвот, иако Бундеслигата е најизедначено првенство. Ќе видите меѓу првиот и 10-тиот има 5-6 бода разлика, 2-3 победи врзани, веднаш прават скок. Вердер игра многу допадливо, натоварите се изобилуваат со голови, мислам дека е поквалитетна екипа, дека ќе го победи Падерборн. Така. Претходно играле 2-2, 4-0, 2-1, значи 2-2 било, 4-0 во корист на Бремен и 2-1 за Падерборн во групата 13 Бремен, 18 Падерборн. Така. Мојот тип е сепак за Вердер. Мислам дека и јас играм. Вердер е и поквалитетна и екипа така во подобра форма. Да кренеме на коефициент. Мислам дека сигурно ќе има голови, можда 3+. Ајде, кеци 3+ одиме. Одиме. Првото продадено Монако, Амиенс. Ајде французите тука е борбата. Монако е многу променлива екипа, иако вака од око
нема дилеми дека против Амиен е фаворит. Има многу поквалитетни играчи. Одличен рок, го донесе Бен Йедер од Севилја, Фабрегас во последно време игра добро, Головин Русинот кој што долги месеци беше повреден се врати во ритам. Мислам дека имаат идеален противник за една лесна победа. За еден да. кец. Во средата игра воредно коло, Славија нагости кај Тулус, значи во добар ритам се. Таа победа ништо нема да им значи ако не го добијат овој меч, бидејќи ова се така наречени планирани бодови, мислам дека Монако ќе го победи Амиен. Одиме на чист кец. Чист кец. Не импровизираме тука со голови заради тоа што ти играле претходно во корист на Монако 2-0, 0-2, 1-1, 1-2, ама одиме на чист кец. Океј, следно имаме Ница Мец. Кај французите некако заглавиме. Ница е тим кој што не постигнува многу голови, но има изразито подобар тим од Мец. Во нормални условија на преврат ми се чини дека ќе заврши со победа на Ница. Сега, последните неколку дена има превирање околу тренерот Патрик Виера, спекулации дека можеби ќе се пресели во Арсенал, дека ќе превземе екипата, тоа никогаш не е добро, бидејќи кога не мислите на надпреварот, кога се нешто друго ви одвлекува внимание, тогаш се може да се случи. Сепак мислам дека неспорниот квалитет на Ница е многу поголем од тој на Мец и дека ова е идеален надпревар за победа на домаќинот. За чиста победа на домаќинот. Да. Дека баш разговаравме дека кај французите не паѓаат многу голови, баш гледав помеѓу Ница и Мец надпреварите, биле претходно 2-1 за Мец, 3-1 за Ница, 0-0 еднаш било и 2-4 во корист на Ница. Тоа е одличен просек за Франција. Да. Одличен просек. Меѓутоа да не забораваме дека Ница во последните години го надмина нивото од еден просечен клуб во многу добар. Играше и во Европа, така да 14 на табелата, 18 се Мец. Мислам Играта дека улога или тоа е моментален пласман, Ница е поквалитетна од тоа 14. Так, одиме на Мислам дека ќе заврши на крајот во првата десетка од табелата. чист кец? Чист кец, мислам Чист дека кец. Ница ќе добие. Ајде да видиме италијанците. Удинезе Наполи. Удинезе Наполи, двајца македонци има еден против друг, Несторовски против Елмас. Удинезе во купот славеше против Болоња со 4-0 во вторникот, тоа беше едно изненадување бидејќи така убедливо да победиш тим во форма, никој не очекуваше. Наполи разговаравме минатата недела во голема криза со тој проблем со карантинот, казните кои што председателот им ги изрече, тоа не делуваше добро и загубија на домашен терен од Болоња минатата недела. Сега се зборува дека ако не го добие овој надпревар, Карло Анчелоти ќе биде сменет. Значи, Многу дали ќе тежок бидат меч за типување. мотивирани или ќе Да. Јас би типувал можеби на голови. Добро. Можеби Претходно играле 4-2-0, 3-4-2 во корист на Наполи. гледаме дека има Дека голови. има голови, паѓаат голови помеѓу Сега двете некоја екипи. комбинација помеѓу 2 до 3 или 3 плюс ми се чини дека ќе биде натпревар со голови. Ајде 3 плюс ако не. 3 плюс ми се чини дека е подобра варијанта од конечен тип, каде што буквално се може да се случи. Наполи е како темпирана бомба, огромно незадоволство има во редовите, иако на хартија нема збор за квалитетот. Удинезе е многу поинфериорен. Да, еден од поинтересните надпревари Лацио и Јувентус. Да, овој Тука и викенд во предизвикот Италија ние подоцна ќе го Во Италија договориме. има многу дерби надпревари овој викенд. Јувентус ја загуби првата позиција на табелата и ќе видиме како ќе реагира кога сега е под мал притисок, бидејќи Интер Втори е се лидер. трети Лацио. Лацио трет, Лацио многу добар во домашното првенство, иако во Европа, во Лига Европа играше многу слабо и практично е скоро елиминиран. Јувентус му лежи на Лацио, меѓутоа можеби не му лежи моментот во кој што сега доаѓа. Бидејќи Јувентус е ранак по тоа време против Сасуоло и имаше мирна недела без обврски среде недела да го подготвува мечот. Големите екипи кога имаат мирна недела, кога немаат патувања и надпревар среде недела, се секогаш многу опасни. Така да Се пофокусирани. се тренерот има долг период да го подготви надпреварот, за разлика од периодите кога играте среде недела, тоа практично ви е патување надпревар, рекуперација и пак надпревар. Так. Едноставно нема време за многу тактички детали да се разработат. Овој пат ми се чини дека Јувентус ќе искористи таа слободна недела и дека ќе го победи Лацио во Рим. Ајде традиција имаме Одиме река. двојка. Двојка, да, јас мислам дека ќе биде двојка. Ајде, одиме на двојка. Чисто типување двојка и последниот надпревар Самдорија Парма. Самдорија Парма исто така многу тежок меч за типување. Самдорија е на едно непопуларно место на табелата. Минатата Дали гледам дека беа хит. паѓале многу голови помеѓу Минатата двете сезона екипи. Самдорија беше хит, сега смени тренер, скоро е 17-та. предпоследна 17-та на табелата. Тоа не е реалното место. Ова е еден надпревар со голем коефициент за било кого да типувате. Мислам дека Самдорија ќе победи. Мислам дека Раниери ќе ја излече втората победа понаа против Удинезе пред 2 недели. За оние кои што тука би играле поризично,
Така. Типувам победа на Самдорија, коефициентот сигурно е преку 2, а и традицијата е на нивна страна. Мислам дека ќе паднат и голови. Ајде да одиме Кеци Да, 3+. Може и Кеците плюс. Ајде да мислам дека одиме на Кеци 3+. Реална опција. Италија последните 2 сезони неочекувано паѓаат многу голови. А сега да не го занемариме и фактот што има VAR технологија и со VAR технологијата бројот на пенали е многу зголемен. Така да има шанса скоро за да будеме 70% од претходно се досудуваат повеќе пенали. ВАР има голема заслуга за тоа, со оглед на тоа што голем дел од овие пенали кои не ги гледа или не можел да ги види судијата, ги гледа технологијата, па одбраните и голманите се хендикепирани со тој VAR систем. Така. А одиме се предизвикот за оваа недела. Предизвикот не е точен резултат на надпреварот Лацио и Јувентус. Ти си навиваш за Јувентус. Да, јасно. Дали те понесат емоции, повели, рационално, што мислиш, колку Така, ќе Лацио е трајде? комплетен, Јуве е без Кедира и без Ремзи, но тоа се заменливи играчи во ростерот на Јуве. Мислам дека оно што го кажав и претходно, дека ремитот против Сасуоло е еден аларм и дека Јуве не би си дозволил втор кик според, но секогаш идол тешко во Рим. И кога победувал со пресврт, со еден гол, со проблеми, така да сметам дека пак ќе биде многу израмнето, но индивидуалците кои што ги има Јуве, значи и да не игра добро, го има Дибала, го има Роналдо, го има Игуаин, Така. Пјанич од прекини, може да го одлучат на преварот и кога играте лошо. Така да мој тип за конечен резултат е 1-2 победа на Јуве. 1-2 победа на Јуве. 1-2 бил претходниот надпреварист. Да, се сеќавам, Лацио водеше, Јуве играше инфериорно, но имаше 20 минути на крајот многу подобри и со тие 20 минути го покри лошиот прв дел, лошите први 70 минути. 0-2 е моето типување. Типуваме 20-та победа на Јуве. Победа на Јуве дефинитивно. Тоа е тоа нашиот предизвик, ова беше нашиот тикет. Не заборавајте да играте 9-та, 10-та и 11-та етапа на нашата наградна игра, 11 евро шанси за 100.000 денари и очекувајте новата наградна игра патување, 2 карти, превоз, смештај и гледајте Македонија на Европското првенство во раковет. Се гледаме следната недела. Толку. Поздрав. Поздрав.